Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Денеска во Македонија беше хрватскиот премиер, интересни пораки беа испратени, морам да признам. Партнерството со пријателска Хрватска си стои на цврсти нозе. Премиерот упати порака дека веќе суверенитетот нема ниту 1 сантиметар да се мрдаме на страна, што според мене е исправно. Во меѓувреме, Светите американски држави изврши еден напад врз Иран токму моментот кога траат преговорите за тоа дали конечно ќе има мир или ова примирие ќе се претвори повторно во нов вооружен судар. Многу значајно се разбира за светот, но ние вечерва се вртиме кон нешто според мене уште поважно, имено состојбата во македонското здравство, приватно и јавно здравство, право на избор на доктори, цени на услуги, цени на лекови и така натаму и така натаму. Еден за мене лично прилично сложен систем кој што бара многу внимателност кога треба да се сработи и организира за ова наше здравство после долги години конечно да застане на свој нозе. Вечер разговарам со господин Цашо Клековски и официјално директор на Фондот за здравствено осигурување. Добра вечер. Добро вечер, добро ме најдов. Господин Клековски, еве честитки, официјално сте со 4 годишен чист мандат, после речиси 2 години во кои што бевте ВД. Буквално пред почетокот на емисијата ве прашував, па не ми докажавте, еве, зошто речиси 2 години бевте ВД директор? Да. Значи во управувањето на фондот имаме управен одбор кој го предлага директорот после јавен конкурс на предлог на министерот за здравство. Владата го врши изборот. Тоа е постапката. ВД зошто? Затоа што во програмата на ВМРО која стана владина програма, се одлучи да фондот од колективно управување со 2 директори се врати на претходниот модел на управување со директор и заменик директор. Што е природно вака? Тој модел остана единствено во фондот, во сите други институции се напуштија тие модели кои беа актуелни пред 10 на 15 години. Сега за тоа да се спроведе беше потребно да се измени законот. Во основа јас се вршев заедно со Бранко Аџегогов веде функцијата до не настапија измените. Кога настапија измените се управниот одбор го распиша конкурсот за директор и заменик директор и во основа пред некое време владата не избра мене и мојот заменик директор. Да. Честитки велам уште еднашка, меѓутоа 2 години во кои што се уште не се 2 години, речиси 2 години, да, во кои што поминавте на чело на оваа институција не е малку. Имавте доволно време да ги осознаете сите работи и од надвор и од натре што се вели. Интересно, опозицијата, впрочем опозицијата за се има негативен став, тоа е можеби природно и легитимно да има, настапува дека баш и нешто не сте сработиле кој знае што, вака да го симплифицирам сето тоа. Може ли да правиме една кратка паралела, не премногу долга, меѓу она што се случуваше во времето кога СДСМ само ја држеше власта и овие 2 години во кои што вие директорувате во ФЗ? Види, јас често пати кажам дека во моментот кога дојдов во фондот во јули 24 година, состојбата која е затекнав е една голема, ајде да не кажам црна дупка, туку еден статус кво или назадување кој е започнало пред 10-12 години претходно. Фондот за здравствено осигурување имал многу здрава основа во воспоставувањето, солидни директори со текот на годините, но последните 10 години тој е комплетно фрлен во сенка и занемарен, а е една од клучните алатки за водење на спроведување на здравствената политика. Еве банално да кажам, една од најкритичните точки во Македонија е плаќањето од џеб за лекови. Македонија, само Албанија е позади нас во Европа по колку граѓаните од џеб издвојуваат за лекови. И се смета дека тоа е неприфатливо, дека државата треба да издвои повеќе средства за лековите.
10 години нема ни едно додавање на лекови на позитивна листа. Воопшто. Нула. Направена измена на правилникот за позитивна листа и толку. Нула. Ние Иако меѓувреме се воведуваат и нови лекови, излегуваат нови подобри и буквално, значи во 14 години само еден лек е додаден на позитивната листа и во основа сега ние на позитивната листа имаме релативно стари и веќе ефтини лекови, бидејќи ке лековите се скапи до се нови. така. Кога ќе помине патентната заштита на лекот, кога ќе стане генерика, кога ќе почнат десетина фабрики да го произведуваат истиот лек, тој почнува да поевтинува и да биде 50-100 денари, 150-200 денари, условно да кажам. Ние сега имаме дека 40% од рецептите издадени за позитивната листа ни се за лекови кои чинат помалку од 100 денари. Што е воопшто и вака само по себе без везе, мислам зошто. Веројатно администрацијата на тие рецепти со издавање на матичен лекар, подигање во аптека, контрола во фондот, чини повеќе од вредност на лекот и истовремено ги немаме новите генерации на... И се тоа е оставено вака. Да, буквално. Не дека не барале фармацевските куки да состават лекови на позитивна листа, пошто сепак мора да има некоја фармацевска куќа што ќе го донесе лекот во Македонија, ќе го стави на ќе побара да се стави. Има постапка за тоа. И ние успеавме да тоа го смениме. Повеќе лекови за крвен притисок, за крвни болести на крвта, на централниот нервен систем, да ги ставиме на позитивна листа. Направивме еден битен ишчекор да лекови, онколошки лекови за рак на дојка, што мора пациентите да ги подигнат во клиниката, да сега бидат достапни во аптека, анестазол или летрозол. Каде што со тој потег, например, направивме повеќе кратна добивка. Прво, пациентите немаат стумица или од струга да доаѓаат во Скопје да ја подигнат терапијата и со тоа да ги придонесат кон катастрофалните гужви што ги имаме на клиниката за онкологија. Значи, Но тоа е едниот аспект, вториот аспект е човечкиот за нив, што мора да оди до Скопје, така е, да. Може да ги подигнат во нивната локална аптека и се растретува клиниката од неколку илјади непотребни доаѓања на пациенти. Нормално, еднашка годишно секој пациент треба да дојде кај својот доктор за да види дали лекување, збориме за хронично болни, да видиме како оди лекувањето, дали треба да се продолжи или не. Значи, во тој дел немаше никаков напредок. Ние ги направивме првите чекови и сега ова година ќе направиме нови чекови, бидејќи конечно ја одглавивме позитивната листа. Добро. Тоа е еден сегмент. Втор сегмент се лековите, болничките лекови. Значи, тргнавме од скандалот со онкологија. Да, не викам дека се е идеално, меѓутоа повеќе кратно ја зголемивме достапноста. Буџетот се зголеми 70% во една година за скапите биолошки лекови, каде што сакаме да го олесниме пристапот на сите пациенти. И тоа во една неодамнешна презентација директор на клиниката за онкологија го потврди, значи да се зголемени трошоците по пациент за рак на меланом, за рак на дојка, за други врсти ракови, меѓутоа истовремено се зголеми преживувањето. Ние веќе имаме просечно преживување на рак на дојка од 7 години. Имаме просечно преживување кај меланом од 3 години, што не беше случај претходно. Значи, фокусот беше доста на пристапноста на лекови, повторно, затоа што таму е притисокот во џепот на граѓаните најголем. Друг аспект кој се обрна многу внимание, например, во какви услови се работи. Ние во цел мандат претходен скоро да немавме реконструиран објект. Може да се сетите дали нешто се
шајка дали се за кого вака буквално да Па имаше фалби. да кажам. Значи, во само 2 години со заеднички направо, не е направо само на фондот, јас говорам за здравствените власти и владата генерално, например, се направени 2 клучни реконструкции за хирургијата во Скопје. Реконструиране оперативниот блок во клиничкиот центар и реконструиране оперативниот блок во 8 септември, во Стара војна болница. Значи, можам да набројам многу полиња од примарно здравство до болничко лекување во други специјални работи, каде што многу работи се поместени. Сега, прашањето е, ако вие 10 години било стоење во место или уназадување, ние не е едноставно да го постигнеме растот или развојот на ниво која ќе ги направи задоволни и среќни граѓаните на Македонија, нашите осигуреници веднашка. Бидејќи тоа што не е сработено 10 години не може да се надомести во 2 години. Јас точно господин Клеговски, но факт е дека вие кога дојдовте на оваа позиција, веројатно го знаевте се тоа. Не беше некоја тајна дека се оставени работите прилично на ниски гранки. Па работите изгледат полошо од колку на фасадата. Во позадината работите изгледат уште полошо. Да. Тоа е неверојатна информација во секој случај. Системот е оставен во лимбо. Да, така. Што ќе се случи? При тоа ние имаме структурен проблем, пошто нашиот здравствен систем е обмислен во претходниот век. Многу од контекстот од минатото време веќе не важи апсолутно. Не важи во новото време. Медицината се менува технолошки, луѓето се менуваат, комуникациите се менуваат и ние потребно едно поголемо реобмислување како ќе го организираме нашето здравство, земајќи ги во пред демографските потреби и така натаму. Јас имав на почеток една изјава и така беше со подсмев дочекана, дека треба да ги видиме демографските промени, треба да ги видиме другите проекции, прво да ги направиме регионалните болници, па да видиме дали ќе треба клинички центар во Скопје. Пошто проблемот со клиничкиот центар во Скопје, меѓу другото е заради преголемиот број на упатувања од било каде пациенти кои би требало да бидат згрижени поблиску до дома. Еве, класичен пример онкологија. За таблети, пазите, таблети од аптека што може да се купат, луѓето доаѓале во Скопје да ги подигнат. Но зошто? На клиника. Затоа што така било лани. Затоа што едноставно никој не се грижал што може да направи да се промени во тој систем. Скопскиот клинички центар, окей, разбирам дека е најсилен, најадекватен, има најквалитетни лекари, хирурзи и така натаму, тоа е природно. Меѓутоа, нелогично е за секаква услуга, значи не зборам за овие главните, најтешките, најклучните, каде што некој треба да преземе одговорност, меѓутоа за поедноставни операции, можеби за поедноставни работи, зошто мора да се доаѓа во Скопје? Кога е јасно дека докторите на клинички не се супермени, не можат да работат до бескрај. Може еден пример, мој личен. Слободно. Едно ног ми влета инсект во уво. Летно време, отворени врати, не бев сигурен да е ли изведен. Нокта не работеше ни еден здравствен објект, освен клиниката зуво грло нос. И сега вие оптретувате клиниката зуво грло нос, која треба да оперира рак, да оперира посложени работи. Така. А вие влегувате со инсект, што може би не е внатре, да. Да, може би веќе е изведен. Тоа е некоја лоша навика, што е во прашање? Во основа е недоверба према здравствениот систем, дека функционира само клиничкиот и фокусот на граѓаните на клинички, ги прескокнуваат другите нивоа. Иако, јас во наредниот период сакам да објавам статистики, да видиме дека ние веќе имаме
сосема пристојна здравствена заштита и здравствени услуги и надвор од Скопје. Ама можеме тоа да го комуницираме и да враќаме довербата. Еве, например, надвор од Скопје, еден од регионите со многу солидно здравство е Охрид. Сега може да критикуваме ова било, вака било, така било, меѓутоа Охрид го има Свети Еразмо, кој е одличен ортопедско-травматски центар. Го има Свети Стефан, кој е одличен за интервентна кардиологија. Ја има општата болница Охрид, каде што има многу солидна гинекологија која е во раст. Има раст на пороѓаите заради зголемената доверба во таа болница. Охрид и Струга заедно имаат солидна хирургија, општа хирургија, каде што може да се задоволат основните потреби и на крај има солидна нефрологија, пошто има диализен центар во Струга. Охрид зборам како регион. Добро, но што е со другите? Што е со Штип? Што е со Битола? Што е со... Зарем немаме на секаде? Јас се обидувам да сакам да верувам дека во принцип докторите, лекарите се на ниво. Видите, значи со години немало политика. Што значи? Ние сега може би имаме 25 хирузи у Куманово, солидни, ама немаме анестезиолог. Добро, како е возможно тоа? Отишле во пензија и никој не И никој не го се пријавил да го замени. Видите, значи процесот на генерацијска замена во здравството е 10 до 15 години планирање однапред. Да. А нашите доктори за жал одат во Германија да работат? Значи доктори има доволно, ама се погрешно распоредени. Значи ние имаме преголем број на доктори во одредени места. А на други нема ништо? Да. Или се растурени. Видите, например, за да имате одел за неврохирургија, не е доволен еден неврохирург. Да имате одел за васкуларна хирургија, не можете со еден васкуларец да работите. Сега ние имаме двојца неврохирурзи во Охрид, двојца во Штип, може би двојца во Тетово, ама нигде немаме 6 на едно место што треба да обезбеди услуга 24/7. Се разбира. Пошто неврохирургијата е една од гранките каде што може да има ургентна медицина, дали од собракајки, дали од други причини. Добро, ова е круцијално прашање, господине Клековски. Има ли јасен, обмислен план како ова да се изрегулира конечно? Видите, значи, ние можеме да го обмислиме целиот систем на здравствена заштита. Тоа дека ќе имаме општа болница во секоја градче... Не може. Да. Зборам за функционална болница. Болница каде што знаете дека има 24/7 сервис. Не зборам за елективна програма за закажување. Дојди во вторник во 12 и ќе завршиме, пошто медицината има две компоненти, таа што функционира на закажување, на планирање, елективна, и таа што не може да ја планирате, што се случува. Срцеви удари, мозочни удари. Се разбира, кога мора да се реагира, не може да закаже човек. Може да имате вие одлична интервентна кардиологија во Битола, а имаме доктор за една смена. Сега тој не може да работи 24 сати, природно, да. А најголем дел инфарктите се случуваат навечер. Значи, ние можеме да реобмислиме и можеме да видиме кој центар, кој регионален центар што ќе третира. Бидејќи ние многу тешко во секој град ќе обезбедиме да има интервентна кардиологија, да има интервентна неврологија, да има ургентен центар. Но мислите дека вака парцијално ќе функционира, не знам, во Штип, еден вид на медицина во Битола? Видите, има Штип, Битола и Тетово, мое лично мислење и Охрид, треба да видат со статус на клинички болници, значи на повисоко ниво. Секако и 8 септември треба да функционира на едно друго ниво, бидејќи они веќе во многу аспекти се терцијна здравствена дејност. Значи треба да видиме кои дејности ќе ги има во овие центри, бидејќи не можеме да имаме ангиографија во Прилеп и во Битола.
наскоро се надам со автопатот ќе бидат на 25-30 минути еден од друг. Значи треба да направиме едно планирање на кадрите за да на тие места има постојана грижа. Затоа што не е само да имате опрема еден доктор. Еве еден пример, сега гледав стандарди за централна дојка. Тоа е нов европски тренд, каде што на едно место се третира дојката од диагностика до третман, без разлика дали е хируршки или онколошки. Збориме за најмногу за рак на дојка како еден од најчестите ракови. И вели ваков центар мора да има најмалку 150 случаи годишно, да третира најмалку 150 случаи годишно. Бидејќи не е доволно да имате машина и доктор, тој доктор треба да практицира медицина. Се разбира. Или сега на недела на женското здравје, председател на гинеколошката асоциација Глигор Тофовски вели солидно родилиште треба да има најмалку 500 пороѓаи годишно. За тие акушери да имаат соодветна пракса. Па тоа е по 1,5 дете на ден, така. Да, ама ние имаме родилишта кај што нема 30 раѓања цела година. Цела година? Да. Па тоа е... Боже значи ми. ние имаме општа болница во Дебар, имаме општа болница во други градови, да не ги набројам, во помалите градови. Значи ние мораме во еден момент да дојдеме до една потреба на рационализација, не со намалување, туку со групирање што каде ќе биде. Ако Кира Јоновски е одличен ортопед во Прилеп, тогаш за Пелагонија ортопедија нека се работи во Прилеп. На другата страна, ако се развива добра интервентна кардиологија во Битола, тогаш интервентна кардиологија нека биде во Битола. Но може ли е тој таков договор условно кажано? Видите. Бидејќи конкуренција меѓу докторите е природна, не знам, очекувања од граѓаните. Единствен начин да направиме солидна здравствена заштита е да ги исполнат тие центри соодветните стандарди. Значи, една пролет не значи остовица. Се разбира. 5-10 интервенции не значи дека имаме добра здравствена услуга во одредено место. Ако искрено си ги кажеме овие работи и видиме кои се ресурсите, пошто е доволно тврдам дека ние доктори имаме доволно, само се лошо распоредени. Кажав, еве, Куманово има 25 хирузи, нема анестезиолог. И сега носиме анестезиолог од Скопје, од други места за тие хирузи да може да направат програми да работат. А може би имаме друго место каде што има анестезиолог, ама нема хирузи. И во основа можеме малку подетално да донесеме похрабри одлуки во тој дел. Похрабрите одлуки веќе владата ги посочи. Значи треба да имаме регионални центри, клинички болници во Штип, Тетово, Битола. Јас верувам дека и Охрид по квалитетот и капацитетите заслужува да има една таква болница што ќе го третира не само Езерскиот регион, туку и Кичево и Дебар. И другите да бидат болници каде што ќе видиме која ќе се истакне во што. Не може сите да бидат добри во се. Зборувате во уште помалите центри. Да. Зборувам за Кочани, за Кичево, за Но јавна тајна е дека токму од тие и такви, не велам сега конкретно Кочани, туку велам од помалите центри, убедливо најмногу испраќаат, бидејќи тоа вело едноставно во Скопје. Видите, дури една информација, морам да спомнам дека скопските клиники барале од фондот, тоа вие го кажавте, не сум сигурен, да им ги наплаќа услугите на болниците кои им преупатуваат пациенти. Значи, ова е тотално... Тоа е една стара идеја, затоа што во основа види, значи фондот откупува услуги од секоја здравствена установа. Дали е здравствен дом, дали е болница, дали е центар за јавно здравје. И во него велиме, еве, например, најлесно ми е да кажам, катаракта, болницата таа и таа ќе направи 500 катаракти ова година и фондот ќе ги плати тие. Добра. 500 катаракти. Сега што се случува, не викат ќе направиме 500 катаракти, ама не прават 500 катаракти, прават 200 катаракти. Па како може така сега? Јас извинете вака ова што го прашувам наивно, ама како може така? Ако преземате обврска? Значи има такви случаи, има случаи каде што си ги исполнуваат обврските.
Значи, идејата што потекна од една клиника е, бидејќи ние сме планирале веќе таков тип интервенции на негде, ама тоа не се прави таму, од X причини, да тој буџет се пренасочи во тие што го... Што ја вршат работата? Што ја вршат работата. Тука треба потемелна расправа околу тој концепт, бидејќи во основа ние ги немаме осмислено, значи каде има доктор нема опрема, каде има опрема нема доктор, а може би све има па нема нешто трето. Значи ние мораме да видиме како, и тоа е многу едноставно, статистиката помага многу. Еве, например, ако збориме за пластика на колкови, за вградување на вештачки колкови. Бројките покажуваат све. Каде се работи, каде не се работи. Каде не се работи. И ние имаме таков проблем дека таму кај што се работи не соодветно се алоцираат ресурсите. Треба да се погледне, има патеки, има посакувани дистанци, на колку километри, односно часови возење вас треба да има интервентна кардиологија, ако имате срцев удар, или да има дежурен невролог, ако имате мозочен удар. И во основа ние можеме да ги погледнеме деловите кај што имаме најголема смртност, прерана смртност. Во статистиката очекуван живот во Македонија околу 75 години ми се чини. Прерана смртност се сите што ќе имат под 70 години, викаат во здравствената статистика пред време умрел. Најчестата причина за предвременна смртност се срцеви и мозочни удари, односно кардиоваскуларни инциденти. Ако ние сакаме, и ова предвременна смртност во Македонија е 2 пати повисока од колку Европа. Што е? Значи, што значи приближување до Европа? Значи да ја намалиме предвремената смртност, да не ни умираат луѓе на 45 години од срцев удар и на 55 години од мозочен удар. За тоа да се случи, има стандарди на колку километри треба да има одел, единица што е способна да интервенира, бидејќи добар дел од состојбите од кои сега се умира се третираат. Ако на време се така е. Но ако човек не може да стигне, попустои се. Ако е премногу далеч. Ако треба да вози 2 часа, од Стумица до Скопје, најверојатно ќе му биде доцна. Да. Сега све е тоа познато, на прашањето е сега дека треба да имаме доволно политичка волја за да ги формираме, пошто со еден кардиолог и со еден невролог тоа не можеме да го постигнеме. Добро, велите политичка волја, има ли политичка волја? Еве наједноставно кажам. Во владата има, затоа што е јасна свеста дека вака понатаму не може да продолжи. Дека статус квото од претходно не е одржливо и веќе тоа се гледа по акциите на владата. Најавата за изградба односно до изградбата на клиничката болница Штип, до градбата, новите градби во Тетово, се дел од тоа реомислување на регионалните центри кои ќе треба да ги обезбедат првите интервенции и да прифатат најголем дел од пациентите. Во Скопје да остане на времето за тоа што е терцијано здравство и сложеност, кој бара многу повеќе време. Една операција на ребетен стол може да трае 10 сати. Една васкуларна операција на периферна циркулација може 8 часа да трае, да трае. И тие работи треба да ги оставиме тука. Не исклучува можноста да во одредени регионални центри, ако се формираат професионални јадра, да одредени работи се прават и надвор Скопје. Така. Сега, ајде околу парите. Ако не се лажам, вашиот фонд има околу 900 милиони евра годишно. Да. Тоа се големи пари. Често пати го слушам терминот фазо е полно како брод, а не ги задоволува барањата на граѓаните. Од друга страна, повторно пред оваа емисија разговаравме, а спомнавме
ќе речев соседна Хрватска, не е соседна, меѓутоа тука е пријателска Хрватска, која што е од Македонија колку 2 пати поголема. По население 2, нешто, да. Да, меѓутоа затоа нивниот фонд за здравствено осигурување има 7 милиарди. Да. Значи тоа е повеќе од 7 пати. Да. Види, значи бројката на што се издвоја во фондот за здравство заедно со парите од Министерство за здравство се околу 5,3% од БДП на Македонија и околу 13% од буџетот на Македонија. И тоа за земја со ваков степен на развој се солидни параметри. Проблемот, предизвикот е дека граѓаните, благодарејќи на медиумите, на начините на информирање, сега гледат здравство кое, да, може би тоа е на 5% од БДП, ама еве, например, Германија е на 10% од БДП, ама од германското БДП. Која е сосема различно од нашата. И сега, кога се развиваат очекувањата, ама плаќаме осигурање, годишно просечно еден осигураник плаќа 500 евра осигурање. Меѓутоа, еве да кажеме, просечната терапија за меланом една година чини 17.000 евра. А терапијата за цистична фиброза чини 125.000 евра годишно. Тоа се огромни пари. Мене тоа ми е јасно, меѓутоа кога еден човек ќе ви каже работам 30 години, 15, 30, 40 години и цело време уплаќам здравствено и пензиско и кога ќе дојдам да си ја побарам мојата услуга и не ми ја даваат, се чувствувам како процата на изразот будала. Значи, во еден момент мораме да искомуницираме дека со осигурањето од прилика од 500 евра годишно. Толку е просекот? Да, по носител на осигурање, колку може да се колкав пакет може да се добие, тие што имат дополнително осигурање знаат дека и во дополнителното, во приватното осигурање не се сите услуги вклучени. Добро, и таму има градации, нели не? Па да, ама ниедно приватно осигурање нема да вклучи скапа онколошка терапија и автоимуни генетски ретки болести. Затоа што е навистина премногу. Кај што терапиите одат над 50-100.000 евра годишно. Тоа никој не може да го покрие. Затоа ја викам има разлика меѓу пензијскиот и здравствениот фонд. Во пензијскиот фонд луѓето очекуваат солидарност, ама солидарност е ограничена. Колку си плаќа, од прилика толку ќе добиеш. Во здравствениот фонд се очекува неограничена солидарност. Без разлика колку си плаќал, очекуваш да добиеш премиум. Како да направиме баланс меѓу очекувањата на граѓанинот, без разлика од кои причини, од најсебичните сум плаќал, сакам да добијам, и објективните можности? Види, прво мислам дека сите малку пореално да комуницираме кои се капацитетите, кои се можностите и подобро да управуваме со тоа што го имаме. Следната недела ќе објавиме една анализа заради организацијски пропусти. Имаме болници кај што има пациенти што чекаат вештачки колк, а нема. А има болници кај што има вештачки колкови, а нема пациенти. Нема листа на чекање. Значи, првиот чекан е ово што го имаме. Значи, пари нови нема да се создадат. Значи, нема преку начин, добро, окей. Да дојде Дедо Мраз и да ни даде екстра пари. Првото е да погледнеме, да рационализираме, да видиме како со ово ќе управуваме најдобро што можеме. И во сите сегменти, јас веќе имам говорено на тема на рецепти, на тема на боледувања, на многу теми, сегде ние имаме можност од рационализација. Се надевам дека да, искрено. Секаде. Значи, имаме значен, условно кажам, као е расту во системот. Деве секој од нас да се запреша дали најмалку еднаш годишно прави чистење на фиоките со лекови и колку лекови фрламе. Сигурно многу. Така. Еве од искуство зборам, сигурно е. Фрламе многу пари. И како граѓани, и како станови, и како систем. Значи, ја не кем да ставам вина на... Но чисто да рачистиме кога велите рационализација, тоа не значи работење на штета на граѓанинот, тоа значи правилно управување со тоа што го имаме. Не, да. Например, спрема некои светски статистики, околу 10 до 20% од рецептите се злоупотребуваат. Како се злоупотребуваат? Како? Јас кој сам Фостер, инхалатор. Добро.
и одам во аптека и веќе ми треба Фостер. И он вика, приватно или на рецепт? И јас викам приватно, го плаќам. Некој несовесен апотекар и некој несовесен матичен лекар, тие се малкумина, ама постојат, може да издаде лажен рецепт За вашиот Фостер. за мојот Фостер. И потоа тоа да го Двојно да го напад. Да го наплати, да. Еве денот Видите, начини на измама има колку сакате. Додека има луѓе, ќе има измамници, тоа не е Јасно. спорно, меѓутоа Проблемот што кај нас со години, со децении, тоа не- станало навика, што не е направено ништо тоа да се се спречи. спречи и да се санкционира. Ние сега сме пред прагот конечно напуштање на е-рецепт, кој преку дигитализација на системот нема комплетно да ги спречи за употребата, ама ќе ги намали, бидејќи ќе се верификува издавањето, подигањето. Вчера ми пишуваше пациент на телефон, добил рецепт за одреден лек, отишол во аптека, лекот подигнат. од сосема друго лице. Од 15-то лице, предпоставам, злоупотреба на лични Податоци. податоци. Значи, ние сега со повеќе мерки што сакаме да ги воведиме, треба да елиминираме такви случаи. Не се случуваат овие често, ама ги има во доволен обем да направат еве незадоволство. Одите во Природно. аптека и некој го подигнал лекот што вие И никој нема да го обвини и пазите, теоретски некој доктор, туку фондот ќе биде винен министерството. И таков лек не е од 50 денари. Се разбира, па за 50 денари нема да прави таква работа. Значи имаме големи пропусти што сакаме да ги решиме. Боледувањата исто. Значи има сериозни злоупотреби на боледувањата, посебно во јавниот сектор. Се издаваат непотребно, се Фондот издаваат издвојува 100 милиони евра годишно од овие пари што ги спомнувате да се надомести на боледување. Најчести диагнози патолошка бременост и Тоа ми е познато, да. и ирбетен болести на ирбетен столб, лумбаго, ишијас. Тоа кај некои луѓе се претворило практично во навика, во модус вивенди, да едноставно, патолошка бременост веднаш треба, лежи 9 месеци. Без дефинирани Без апсолутно, за тоа зборуваме. без дефинирани јасни критериуми. Ние сме мала заедница, кај што сме половината роднини, половината Така е. сме пријатели, не е едноставно да се сменат некои работи, ама мораме да кажеме дека има многу работи што влијаат на ефикасноста на системот и после не прават незадоволен од тој систем. И мислам дека мораме да се одважиме и да почнеме да ги менуваме работите. Јас веќе сметам дека ги менуваме работите. Јас се надевам дека ќе одат во добар правец. Видите, не може, јас чисто размислувам како обичен граѓанин во случајот и постојано е тој судир меѓу желбите и можностите, меѓу реалноста на терен и она што го добиваат. Мене ми е јасно дека секој сака да добие најдобра можна услуга, најквалитетни лекови, најдобриот хирург, најдобриот доктор што ќе ми сработи работата. Од друга страна, секој вели, ама јас сум вложувал, јас сум давал, ако му кажете оди на приватно, тоа чини тамо илјадници евра, едноставно оди па најди ги. Тој целиот комплот е навистина многу... Затоа јас реков од кај почнавме од лековите. Да. Значи си има статистики, јасно е, најголем товар на граѓаните на Македонија се лековите. 65% од вкупната потрошувачка на лекови во Македонија граѓаните плаќаат од джеп. Државата плаќа 35%. Значи наша задача е да тој товар на граѓаните го намалиме. Не викам да го елиминираме. Пак има партиципација и пак има доплата. Ама ние мораме да направиме модел каде што ќе бидеме способни да ги воведиме новите поскапи лекови за кардиоваскуларни болести, например, за диабет, за нефролошки состојби, за да конечно направиме една суштинска инвестиција во претходните фази на развојот на болеста, пред да дојдеме до катастрофалните фази на болеста, кај што луѓето ќе завршат на диализа, каде што луѓето ќе завршат со гангрена на диабетско стопало, каде што Кога веќе е доцна, луѓето да. ќе завршат со слепило и така натаму, или
катастрофален инфаркт и така натаму и така натаму. Значи, правиме чекој, и јас сум свесен дека незадоволството се уште е високо, затоа што не можеме тоа што е назадување 10 години да компензираме во 2 години. Ние можеме да направиме 10% подобрување годишно, реално. Значи, ние можеме буџетот за позитивната листа, ако бил 50 една година, да го зголемиме на 55 милиона, следната година да го зголемиме на 60 милиона. Ние не можеме преку ног од 50 да направиме 100 милиона. Било тоа природно, тоа би било И јас ово кажувам не да се оправдам, туку да кажам дека мораме да бидеме свесни каде сме и да бидеме свесни дека во системи кај што има многу повеќе пари, има слични проблеми. Спомна Хрватска 7 милиарди, чекање за магнет, иако само во Загреб има 22 магнети, една година. Што е воопшто затоа што предимство имат итните случаи, да. Приоритетни кај нас би биле. Јас за овие 2 години имам повеќе комуникации со наши граѓани во странство, што не може да добијат здравствена услуга во нивната сегашна држава каде што живеат, каде што ме прашуваат кои се условите за приватно да закажат и завршат одредена услуга. Бидејќи со промена на демографијата, ние старееме, подолго живееме, ама не старееме здрави. Па вообичаено старееме болни. Така. Затоа што колку постари луѓе, толку повеќе лекови, така. Пушиме, посебно во Македонија, консумираме алкохол, немаме здрава диета и нормално дека оптеретувањето на системите и во многу богатите земји е зголемено. Имавме неодамна врз на меѓународен договор закажана операција на наш граѓанин во АКВ, во Австриската клиничка болница во Виена. 10 дена се одлагаше интервенцијата, закажана, заради примање нитни случаи. И тука не може ништо да направите, да. Значи, се чека. Значи, од една страна, мојата намера е да работиме, да подобриме максимално, од друга страна да комуницираме и да објаснуваме зошто некои работи се такви. Меѓу другото и ова емисија во тој правец, се разбира, добро. Зошто некои работи се такви какви што се. И секако сите мора да работиме многу повеќе. Добро, чисто ме интересира. В Македонија има и приватно и јавно здравство. Ние сме социјална држава, така се водиме барем, во кој што граѓанинот очекува помош од државата, затоа што и тој вложувал и така натаму. Ќе дојде ли ден, можеби, бидејќи во цела Европа постојано се заговара тоа дека целиот овој систем вака како што е поставен, уште од некој дамнешни времиња, самиот кажавте, уште во минатиот век, ќе стане неодржлив? Значи, Светската здравствена организација веќе вели дека доколку не пешачиме најмалку 30 минути на ден, ако не престанеме со пушење, со пиење алкохол, 0 алкохол, ако не смениме некои навики во диетата, консумација на конзервирана храна, джанк храна, со многу шекери храна, дека системот е секако неодржлив. Не во Македонија, туку во цивилизираниот свет кај што има модерни здравствени системи. Веќе во Германија, пошто Германија нема еден здравствен фонд, има градски, покраински здравствени фондови, има фондови кои се во сериозна финансиска криза. Листите на чекање во Британија не се од ниједна друга причина, туку дека нема доволно пари сите случаи да се третираат. Значи, меѓутоа приватизацијата не е решение. Значи, приватниот сектор ќе сака да ги врши услугите кои се профитабилни. Природно. За жал, ама природно. А во здравството имаме делови кои не се профитабилни. Никогаш нема да направат пари, да. Профити, која ќе видите, јас често гледам каде има приватна иницијатива, јавно-приватно партнерство,
тие се дефинирани во подрачјата кај што интервенциите се поевтини и полесно се плаќаат од джеп, се полесни за приватните осигурања за покривање, за покривање. Меѓутоа, кога ќе дојдеме до интервенции кои се комплексни, скапи, неизвестни, ние имаме пациент во еден град кој е веќе 20 години во кома. И е жив. Да, но тој треба да се одржува, така? Цело време неколку сестри и болничари се ангажирани околу тој пациент. Ние на осигурање не може да го покрие приватно тоа, да. И приватна болница тоа може Рокфелер приказна, ама не во Шумахер го одржава така, ако не се лажам, ама да. не во нормална приказна во Македонија. Велам Шумахер, познатиот светски Формула 1 шампион, со години е така одржуван, ама тоа е Шумахер, тоа има неговото богатство е стотици милиони, тоа е тоа. Значи, ние имаме потреба од јавно здравство и никош нема да неке може да здравствените потреби на ово општество се задоволат на друг начин, што не е исклучува приватната иницијатива. Значи фондот за здравствено осигурање. Како да се најде тој совршен микс повторно, тој баланс каде што приватното здравство и јавното ќе се испреплетат на еден убав начин? Ние веќе во 4 дејности имаме договори со приватно здравство. Прво таму кај што било неопходно, тоа е банјската рехабилитација, бидејќи сите бањи се приватизира, нема државна бања, неминовно било да воспоставиме договори со 4 приватни бањи и за постоперативна и за хронични болести. Диализите се еден пример кај што имаше, кај што се дадоа под концесија и после повеќе од 10 години поминати од концесиите, покрај сите критики што ги имавме меѓувреме, на ниво на квалитет, бидејќи таму имаме воспоставено и квантитет и квалитет показатели, се подобрени. Бројот на инфекции со хепатит меѓу луѓето што се на диализа е елиминиран. Елиминиран целосно? Да, затоа што патеките значи веќе не се прават диализи на позитивни и на негативни нисти машини, е задолжителна вакцинација. Тоа е комбиниран напор на јавно и приватно здравство. Два сектори каде што имаме исто така односи со приватни се кардиохирургијата, бидејќи прво се основа приватна кардиохирургија, ние немавме државна кардиохирургија и тоа ни овозможи да не праќаме веќе луѓе во Сремска Каменица, во Белград или во странство. И второто е офталмологија, затоа што државното здравство не може да испорача доволно операции на катаракти, а заради старењето на популацијата 50% од луѓето ќе бидат оперирани од катаракта до нивната 80 година. Секако потребите се огромни. И тоа функционира сосема солидно. Значи, двете здравства, јас ги гледам како македонско здравство, морам да кажам, направивме уште една измена кај лекувањето во странство. Постапката е дека треба да се утврди во терцијано здравство, значи во клиничка центар во Скопје, дека нема третман за тој пациент во таа клиника. Да кажеме, треба комплексна операција на бетниот столб да се направи, конзилиумот таму потпише, ова не може да се направи во Македонија. Ние пред да упатиме во странство, ги прашуваме двете приватни болници, сега и третата болница, значи Систин на Жан Митрев и Ремедика, дали они може да извршат таа операција. Доколку можат, добро. Добро додено, пошто јас би предпочитал тука да се прават во Македонија, бидејќи тогаш данокот е во Македонија, платата е во Македонија, храната е во Македонија, се е во Македонија, отколку да правиме извоз на пациенти. И јас затоа, например, многу го фалам Торауц, нивно дел за ортопедија и травма, бидејќи они го направено што е во мојот ум идеално. Работат со еден реномиран турски професор, кој повеќе на крај на кариерата доаѓа волонтерски,
почнуваат да работат сериозни комплицирани операции на рбетниот столб, работи заради кои порано се починуваше во оваа држава, а истовремено тоа што веќе може да се смета порутински, а тоа се колкови, се поттикнува да се прават во другите регионални центри. Колковите, колената ќе станат исто со старењето на населението, бидејќи таму просечната возраст на интервенцијата е 70 плюс години се почести. И таа ситуација каде што клиничкиот центар во Скопје ќе ги третира релативно комплексните ситуации на рбетниот столб и ние можеме екстремно 1, 2, 3 екстремни случаи ќе испраќаме на лекување во странство е посакуваната ситуација. Значи да во регионалните центри да се работи една порутинска, постандардна интервенција, посложено ниво, посложен микс во клиничкиот центар во Скопје и многу малку да испраќаме во странство. Кога сме кај делот со странство, децата од Кочани што беа испратени во странство, тоа беше завршено како што треба, колку што знам. Каква е сега ситуацијата со тие? Постои, претпоставам дека се уште кај нив и тоа како потреби од сериозни дејства? Значи, во целата хаотичност, жестоко го брана македонското здравство кое е нападното, а инаку знам да бидам многу критичен за македонското здравство. Значи, во како и да е нашето здравство, одговорот во Кочани беше добар, тоа беше наврвно така ниво и мислам дека сите заедно, морам да кажам, од брза помош, од здравствени домови, од болници, од приватни болници, од фармацевски куќи, од аптеки. Сите излегува во пресред, тоа е факт. Покажавме хуманост, со нема да. Сите излегува и сите излегува на едно многу солидно ниво. Ние сега имаме голема доверба во сегашното раководство на Кочанската болница, која заедно со комисијата која е мултидисциплинарна, која има пластичар, која има пулмолог, која има други специјалности, прават повремена оценка на состојбата на повредените и предлагат одредени мерки. Знаете зашто го прашувам ова? Затоа што постојано не по медиумите, повеќе по социјалните мрежи излегуваат најневеројатни сценарии како тие луѓе се оставени на цедило, како се заборавени, не им се плаќа и така натаму, можеме да ги бреме до бескрај. Во однос за здравствената грижа, за тоа зборуваме сега, за здравствената грижа, не зборувам за нешто друго. Значи, до мене стигнале попоки околу боледувањата, каде што се исцрпени законските можности, доколку не зборам за поведените, туку за членови на семејството, кои што треба да се грижат за нив, така тоа ли? Или психолошки треба да се грижат, бидејќи сега има повеќе аспекти, не се само физичките аспекти, има и психолошки аспекти на проблемот таму. Значи, ние правиме максимални напори и одговорно тврдам дека успеваме да одговориме на потребите. На потребите спрема оценката на нашите доктори. Бидејќи повторно може да има разлика што сметат нашите доктори, таа конзилијарна група, и што мислат родителите или поведените. При тоа, јас бидејќи потекнувам од граѓанско општество, никош не отворам дека секојаш добре дојде на помош од граѓани, од поединци, од граѓански организации, од цркви, од странски држави, меѓутоа морам да кажам дека е пожелно сите да се договориме, дека ќе го следиме доктринарниот став на конзилијарната група и на директорката на општата болница во Кочани. Бидејќи во основа во еден момент секој ден мора да се одлучи чии став ќе следи. Не секојаш медицината е екзактна. Не секојаш 1+1 е 2. И во еден момент односите се засноват на доверба. Дали верувам или не верувам во
човекот што професионалното треба мислење на човекот што треба да одлучи, што така е. треба да одлучи за понатамошните третмани, морам да кажам, значи имам комплетна доверба како ретко во која друга институција, во раководството во Кочанската болница и конзилијаниот тим, што бидејќи додава други компетенции и вештини. Нормално дека сега сите страни треба да следиме одреден доктринарен став и тој став ќе го следиме и ќе го поддржуваме. Јас реков кога таа конзилијарна група ќе даде мислење за лекување во странство, дека не постојат услови. Кај нас да, кај нас дека ние тоа ќе го платиме, значи во ниту еден момент дека нема да го платиме и го плаќавме после акутната фаза на оно што се случуваше. Така. И уште едно прашање сосема за крај. Навистина многу ме зачуди за тужбите во јавното здравство, тужбите на вработените кон установите. На едно место велите најмногу тужби во јавното здравство има во установите кај што е најниска продуктивноста. Сосема за ова навистина ме збунува. Тамо каде што најмалку се работи, тамо најмногу има тужби? Видите, значи во основа ние имаме договорени буџети за испорачани услуги. И имаме болници каде што извршувањето на услугите е пониско од 50%. Да симплифицирам, сме договориле 200 катаракти, направени 100 катаракти. Добро. Ама парите за 200 се потрошени. Се потрошени. А се испорачени 100. И сега во добар дел од тие институции дополнително имаме највисоки додатоци на плата. Значи, ние имаме основна плата која ја преговараме и после доаѓа додатоци на плата. Тука е ке сите стаж, меѓутоа и активна приправност, неактивна, пасивна, дежурства, смени, ноќна работа и сето тоа. И ние имаме институции каде што додатоците достигат и до 40%. Добро? На просекот, значи не зборам на еден поединец. Сега и во такви институции плюс имаме огромен број на тужби. Како го објаснувате оваа нелогичност? Видите, значи има неколку ситуации, оправданата ситуација за тужби, каде што имало директори кои што несовесно се вршат должноста. Можам да посочам еден пример. Пранешниот директор на психијатрија Бардовци во Скопје исплаќале дежурство на доктори, не исплаќале на медицински сестри. Нема тука што да се тужиме. Треба веднашка да им се исплатат тие дежурства на медицинските сестри. Меѓутоа, од друга страна, имаме еден независен синдикат кој работи со една група на вештаци и неколку адвокати, кој порано оперира во полиција и во одбрана, кои да велат, еве, потпиши бланко и ние ќе тужиме. Па... И нешто ќе помине. Нешто ќе помине, така? Да. Тие ја прават масата на тужби, не ја прават овие каде што директорот им ги скратил работничките права. Во Кумано имаме 317 тужби, ако добро се сеќавам. Битова води по волуменот колку би чинило се тоа ако ги изгубиме тужбите. Нови тужби доаѓаат и морам да кажам, без погрешно, без да се налютат колегите од некои болници. Такви тужби во моментот немаме од најоптеретените клиники. Ова е многу парадоксално, морам да признам. Например, немаме тужби на онкологија. Тамо кај што се убиваат од работа, објективно. Кај што секако се затрупани со работа. И да не сака да работат, се извини. Така, јасно, нема се избор. затрупани со работа или неколку други клиники. И сега јас се обидувам здраво разумски да зборам. Значи, јас правам разлика помеѓу право и правда. Може би поради некој нејасен колективен договор, правото вика така е, да, но не е правда. Меѓутоа, ако вие дежурате и на дежурството ништо не работите, нема правда да се тужи дополнително за сето тоа. И на крај се сече гранката на која седите. Пошто нема да трае тоа довека да се истураат пари, работел, не работел, функционирал, не функционирал, задржување на некаков социјален мир, ќе даваме пари. Во еден момент ќе снема пари. Така.
Саша Кликовски, морам да ви признам, веќе чекам многу работа и вас и Министерството за здравство и генерално. Ќе следиме што ќе се случи во правото, ми посакувам вело среќа и благодарам за гостувањето вечер. Благодарам за поканата. Да, почитувани гледачи, тук завршува ово издание на Заспи ако можеш. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. Јас ќе закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.